Ќе помати ли водата увезената турска ајварка и годинова на земјоделските производители на куртовата капи од југоистокот? За сега откупот оди добро и со солидна цена, а има и интерес од страна на преработувачките капацитети. Се откупува на големо, а коронавирусот не е пречка на патот за пласман кон западноевропските земји. Колку оваа слика ќе се задржи, не знаат ниту од Сојузот на земјоделски издруженија од југоистокот. Барем до сега нашиот земјоделски производител е и треба да биде задоволен, бидејќи се нуди некаде 30 денара за екстра класа што е, и онаа прва и втора класа што е најголемиот процент што се продава на преработувачите е некаде околу 20 денара. Цена што мислам дека нашиот земјоделски производител е задоволен, меѓутоа не дај Боже да се случи да дојде до промена или намалување на истата, меѓутоа мислам оти не би требало да дојде. Неповолните временски услови со дожд и град условија ајварката да е со послаб квалитет годинава, а паралелно и помала количина. Системското делување и конкретизирањето на цената до крај ќе придонесат за сигурен пласман и отфрлање на сомнежите дека производот целосно ќе биде откупен. Претходниот или првичниот план дека ќе имаме толку и толку производство, мислам дека ќе изостане барем со количините кои што требаше да биде произведен оваа година во Струмичкиот регион. Иако годинава површините засеани со оваа култура се намалени за 10% според Басолани, лесно може да се случи да нема интерес за оваа пиперка до крајот на бербата. Ајварката веќе е доминантна и на пазарите на мало. Домакинките го подготвуваат и добро познатиот македонски ајвар.